Тоа што денеска некои национални медиуми објавија дека жетвата на оризот во Кочанската котлина завршила е уште само еден доказ дека практично ниту на регионално, ниту на државно ниво има стратегија за оризопроизводството. Всушност, ниту има институција, ниту некакво здружение кој ќе објави почеток и крај како на сеидбата, така и на жетвата на оризовата култура. Некогаш за тоа постоеше групацијата за ориз, која ни заеднички состаноци со сите инволвирани страни дефинираше правила на игра и спроведување на стратегии. Определбата пазарот, односно пазарната економија, да ги диктира работите барем во сегашни услови на транзиција, се покажа како погрешна, бидејќи во сите сегменти оризопроизводството бележи стагнација, почнувајќи од намалување на површините преку намалено производство до шаренило на сортната застапеност, лошата откупна политика, девалвирачките цени. Како тргнало, стагнација се очекува и во наредниот период, се додека земјиштето не се сконцентрира во неколку големопоседници кои практично ќе ги диктираат правилата на игра на пазарот, но тоа е процес кој ќе трае со деценија, дотогаш многу вредности ќе бидат девалвирани. За да се стави некаков ред во ова земјоделска гранка, неопходно е да се формира тело составено од производители, здруженија на земјоделци, откупувачи и преработувачи и трговци, потоа производители на семенски материјал, снабдувачи со вештачки ѓубрива и хемиски препарати, како и водостопанственици, кој ќе креира и договара политики за уште поуспешно производство и поголеми финансиски ефекти, како на земјоделците, така и за претпријатијата, за општината и за државата.